Постепено стабилизирање на цените и пад на инфлацијата се очекува до крајот на 2023 година. Економските експерти се оптимисти дека состојбата во земјава полека се враќа во нормала, иако цените не се на ниво како пред неколку години. Според Светановски од АЦИ Македонија, важен фактор за падот на инфлацијата е и пазарот на енергенси кој минатата година претрпе значајни промени. Тука имаме стабилизирање, тоа не е враќање на претходно ниво што беше пред да кажам тие притисоци кои што беа на тој пазар, меѓутоа сепак стабилизацијата е на значително пониско ниво во однос на шпицовите што беа. Така да очекувањата се дека инфлацијата ќе се намалува и понатаму. Јас кај нас во нашата држава од септември очекувам да имаме едноцифрена бројка на инфлација, да падне и под 10%. И мислам можеме да бидеме оптимисти во тој поглед. Универзитетскиот професор Борче Треновски вели дека државата мора да биде особено внимателна во своите постапки, бидејќи домашните фискални политики влијаат на инфлацијата. Се преземаа голем број на мерки во таа насока, имајќи предвид дека се уште постојат определени глобални ризици за делот во контекст на зголемување на цените. Иако глобалните цени на храна, енергија, нафта, метали и така натаму се очекува да се намалат, се уште неизвестноста во финансискиот сектор, се уште неизвестноста во однос на политиките, на монетарните политики на глобално ниво, се уште поврзаноста со конфликтите кои постојат на глобално ниво и така натаму, може да предизвикаат определени поместувања, а ние сме мала и отворена економија, ослободена на ветерот, на ветрометина, така да секое поместување глобално може да влие во таа насока. Да не забораваме дека ризик во контекст на стапката на инфлација се дели домашните фактори и политики. Едно се очекувањата, меѓутоа домашните фискални политики исто мора да бидат особено внимателни. Каматните стапки и инфлацијата се тема на панел дискусијата што се организира во рамки на годишното собрание на АЦИ Македонија.